Ова прилика сакам да му заблагодарувам на министерот за образование и наука, господин Шатири, при доделување, односно донесување и отварање на факултетот за здравствени науки, ни донесе и решењето званично да денеска го отвараме. По таа прилика, уште еднаш користам прилика да благодарувам на министерот за поддршката. Беше едно патување не толку лесно до ова состојба, затоа што крајот на краиштата ова област е многу регулирана и законски и подзаконски и се разбира поминавме сите институционални филтри за да стигнеме до тука. Тоа што е најважно дека ние подготвувавме и да речам техничко-технолошка инфраструктура за да можат нашите студенти да и практичната настава која според студиските програми представува околу 50% делот на праксата, но истовремено да биде во расположение и за средните медицински училишта кои можат да користат услуги во овај дел. Ќе биде отворен универзитетот, како и во сите аспекти, за соработка со комунитетот, со заедницата. 2 студиски програми сестринскиот факултет еднот и физиотерапија другиот, во капацитет од 150 студенти. Првата генерација представува помал број, затоа што сакаме да одиме многу внимателно во тој дел, чекор по чекор, бидејќи така се создава и надставниот кадар, односно стафот на универзитетот, така да и ние ќе се реализираме на тоа постапка до 3-годишни студии се тие, значи тоа се bachelor degree програми кои се акредитирани и веќе званично тоа е во употреба. Денес го искористив приликата да го посетувам Универзитетот на Југоисточна Европа, каде реализиравме состанок со ректорот, но исто така да го посетуваме и новиот факултетот за здравствени науки. Ми представува огромна чест и задоволство тоа што го видов денеска во овој универзитет, дека за мене како министер е многу важно кога теоретскиот дел на настава имат многу добра прилика да се реализираат и преку практичниот дел во настава. Тоа го имаше денеска, тоа го видов денеска во просториите, каде што има прилика да гледам и да бидат презентирани од професорите делот како ќе се реализира теоретскиот дел и практичниот дел на настава. Јас универзитетите и високообразовните институции ги гледам како институции кои треба да соработуваат, но исто така освен соработка помеѓу универзитетите ќе треба да има соработка и помеѓу училиштата, средношколите, заради тоа што со ова голема соработка ќе придобиват наставниот кадар во средните училишта, но исто така во таа соработка ќе добиват и учениците и студентите.